Расплетот на политичката драма меѓу Македонија и Грција отвора простор да се зајакнат економските врски помеѓу двете земји. Со обем на трговија од 780 милиони евра лани, Грција е втор најголем трговски партнер на Македонија, а вкупните грчки инвестиции досега надминуваат половина милијарда евра, што ја прави оваа земја трет најголем инвеститор. Новозобновеното политичко пријателство, формализирано во Преспанскиот договор, создава оптимизам во бизнис секторот дека двете земји допрва ќе прикажат подобра меѓусебна економска статистика. Извршниот директор на Стопанската комора, Билјана Пеева Ѓурик, вели дека компании од двете земји веќе учествувале на заеднички бизнис форум на кој се отвориле нови можности за трговска размена. Ако досега имавме соработка во делот, например, посебно од страната на нашиот извоз, во делот на тутунот, мермерот, производите од метална електроиндустрија, од енергетиката, па и делот на металуршките производи, за очекување дека овој тренд и понатаму ќе продолжи, со тоа што можеби и количински и вредносно ќе може да се зголеми во наредниот период, но она што е исто значајно е во делот каде што имаме соработка, например, во земјоделието и прехранбената индустрија. Ако досега, например, имаме незначителни бројки во делот на извоз на овошје, зеленчук или овчо месо, сега тоа може да се зголеми и да се унапреди, затоа што реално нашето стопанство има капацитети во тој сегмент и можеме да очекуваме тука едно поголемо проширување на соработката. Извршниот директор на Стопанската комора вели дека двете држави треба да преземат уште неколку чекори, дел од нив предвидени и во Преспанскиот договор, за да се поттикне економската соработка. Прво што треба да се направи е да се подобри правната рамка, односно потребно е подпишување, склучување на договори за одбегнување на двојното оденочување и за заштита на инвестициите. Тоа е значи еден чекор, меѓутоа и како што е наведено и во самиот договор кој го подпишаат двете страни, планирано е воспоставување на заеднички министерски комитет и во делот на тој договор е вметнато меѓу другото дека ќе се работи и на подобрување на размената и соработката во клучните сектори кои што и традиционално значи извезуваат на тој пазар и она што е исто така битно е дека ќе се работи во делот на зголемување на протокот и движење па и во патниот и во товарниот сообраќај, нели, модернизација на граничните премини, што е од исклучителна важност за непотребно, како што имавме ситуации во минатото, кога нашите компании беа обременети со трошоци по основ на тоа што во услови на штрајкови или разноразни блокади кои настануваат повеќе причини, да имаме една и поблиска соработка и да имаме начин на кој што ќе може полесно тие прашања да се надминуваат. За економските придобивки од Преспанскиот договор зборуваше и грчкиот премиер Алексис Ципрас. Преспанскиот договор ќе има повеќе придобивки за просперитетот и економскиот развој на цела југоисточна Европа, но пред се ќе ги продлабочи економските врски меѓу двете земји. Длабоко верувам дека по Преспанскиот договор регионот Северна Грција нема повеќе да биде свртен со грб кон просторот што е економски и трговски од витално значење, а тоа се соседните земји и се ориентира да стане основна трговска, транспортна и енергетска точка на Балканот. Уште еден чекор во насока на подобра поврзаност меѓу двете земји е и директната авионска линија Скопје-Атина, која што после пауза од 10 години се воведе пред 3 месеци. Во трговската размена ние повеќе увезуваме од Грција одо што извезуваме македонски производи на грчкиот пазар. Според деталните податоци од Државниот завод за статистика, најголем дел од трговската размена отпаѓа на увозот на нафта и нафтени деривати од страна на ОКТА, а потоа следуваат железо и челик и нивни производи, плетени и текстилни материјали, котли, машини и механички уреди и пластични материјали. Во извозот од Македонија на грчкиот пазар доминира железо и челик, а потоа следуваат тутунот, облека и прибор за облека, мермер и електрична енергија. Македонскиот извоз на грчкиот пазар го достигна пикот во 2008 година, кога изнесуваше околу 530 милиони долари, со што нашите производи таму беа позастапени за околу 20 милиони долари отколку грчките овде. 10 години подоцна, извозот е само третина од тогашниот рекорд, а намалувањето се должи главно на послабата побарувачка за железо и челик во периодот кога Грција помина низ голема финансиска криза.